Слушај вамо, втора вонредна или редовна. Драги мои, многу тешка недела. Многу тешка недела ни се случува и Македонија многу бурно реагираше и многу емотивно на случувањата во Србија. Случувањата во Србија се предмет на сериозна анализа, не само во Србија, туку и во целиот свет, освен во Македонија. Во Македонија таа анализа се сведе на, ајде да речам, повеќе Facebook муавети, иако реално имаше неколку добри моменти, но по обичај медиумите немаат концепт, па адхок кој како дојде, направи и некој ќе изфилозофира и публиката повторно гледа еден куп работи кои се полуточни, полувистини и од тоа не може да извлече заклучок. Зошто било, како било. Остај друго, покрај тоа што кога ќе излезе стручњак и ќе анализира, веднаш излегуваат зналциве кои ќе кажат Америка е крива, Западот е крив, нивните вредности, ние вакви работи не сме правили. Ја за жал не се согласувам со вас, затоа што прво не е точно. Второ, лага е. Ама викате, нели, се случуваат во Америка вакви работи. Точно, се случуваат. Ама ги знаеме нив затоа што разбираме за нив. Ви текнува? Затоа што се информира. Ај ќе идам малку поназад, бидејќи Србија е малку специфична за како општество, како држава, како менталитет во целава работа, со кој не треба ние да се споредуваме. Доволно имавме трагедијата кај Смилковско езеро, која вие од партиски побуди ја извулгаризиравте. Наместо правда и вистина, си теравте партиска агенда. Секој од својата страна. Нема да се засрамите, оперирани сте од срам. За жал. За жал. Како тежок ден беше тоа. Не се. Можам само да ја замислам терорноста во Србија, во целова работа и сите се многу шокирани. Ево, ја вака ќе почнем сега, бидејќи не ја следам Србија многу како општество што се случува, освен моиве екс-колеги кои се многу така, нели, панславизмот, дека е тоа битна работа. Нема бе панславизам. Луѓе, дали разбират, нема пријатели по крв, по вера и по не знам што. Има само по личносен однос. Брат ти е оној што е со тебе. Брат ти е, другар ти е оној што на вистина е другар со тебе. Без оглед дали е црнец, дали е марсовец, дали е било кој. А не затоа што по вокација е роден македонец. Што ако е македонец? Краде, тепа, лаже. Ама овој што е чесен, тој ми е брат, тој ми е близок. Ама тој прави добрени, тој ми е брат, ама не се знам со него. Ќе најдам начин да се запознам. Да во мојот круг зрачат такви луѓе, затоа што такви луѓе лечат. Ќе ме лечат мене, ја ќе ги правам подобар човек, и они ќе ме прават подобар човек мене. И ние ќе создаваме едно здраво општество. Мала една групировка, која нема да краде, лаже, која нема да пцуе, нема да шири омраза, ќе се дружи од љубов. Да се вратиме кај србите. Трагедијата со ова дете што ладнокрвно планирало методично убиство со точни планови ги шокираше сите. Знаете што најголемото масовно убиство за кое јас знам е Брейвик, Шведска, Норвешка, кој 77 млади луѓе масакрираш, а е човек кој ја читал Библијата.
Така да немојте западни или источни вредности да ми продавате, затоа што демонот сегде ќе влезе. Но демонот не е крив. Знаеш, има еден виц, вика, седат два ѓавола под сенка и го гледаат едно типче, застанал со стапче и го боцка од позади магарето. Боца тоа мирно пази. И едниот му вика ѓавол на другиот му вика, глеј сега, вика. Глеј, вика. Го боцка, точно у шупче го удира, ќе го надразни, ќе го ритне, ќе го утепа и после ние сме криви. Го разбирате вицот? Не секогаш демонот е. Ние сами знаеме да си го издемонизираме умот. Пак не се вратив кај србите, да се вратам. Беливук. Не го проследивте? Проследете го Беливук. Да, проследете го Беливук. Проследете ги неговите убиства. Значи, не знам дали таков филм сум гледал, како филмоман, каде што сум видел такви сурови, безчовечки. Не, страшно е тоа. Живи луѓе у мелница. Мислам, страшна мафија. Страшна бескрупулозно. Тој е уште херој кај многу мина. Да, го уапсија све тоа и така натаму. Ајде да се вратиме уште малку наназад. Се сеќавате на филмот Лепа села, лепо горе, Читуљи, ране. Това е пред интернет, пред западните делувања. Дали паметите 80-90 години заради економската криза, заради масовното крадење во Србија, пензионерите како поминува? Дали паметите колку дневно имаше убиства, плячки и самоубиства, скокање од мостови во река? Покрај овие филмови, кои се хероите? Дизелаши, земунци. Че тоа е сериозна традиција. И некој ќе ми каже, Западот бил крив, било тиктокер, или она, Бог да и душа прости, жива и здрава е. Само у Македонија, пази, либерална партија треба да е партија која промовира апсолутни демократски вредности. И сегде во свет, они се бараат само никако да нема цензура. Кај нас бараат цензура. Што тикток? Тикток бил крив. Тикток е крив. Не. Испуштени деца се од родители се виновни. Не работиме. И добро, како да ви кажам, се многу лоша реченица треба да изговорам. И добро е што изгинаа децава за да вие се свестите малце дека децата ви бегаат од раце. Ама што да правам? Да бидеш со нив. Да имаат свест дека имаат мајка и татко, а не дека мајка им и татко им, нивните родители, прво што гледаат да се видат со пријателите, животот е тежок. Па види со другарите фудбал да играм, па со другарите да седнеме у кафана, душа сме и ние, па да се видиме, да се подружиме, па да се запиеме, па службен пат, па мама и тато ќе идат малце на викенд ваму таму. Нема бе, брат. Жртва. Не ти е убаво. Тешко ти е за време на брак, тешко ти е воспитување на деца, ти ќе бидеш добар родител. Не си наспан, ти ќе бидеш добар родител. Утепан си од работа дома, измрцварен си со работа со деца со малтретирање, ти ќе бидеш добар родител. Имаш повеќе од едно дете, ти ќе бидеш перфектен родител. Едно дете е ризик невиден, дамоклов меч над глава му е. 3, 4, 5 деца. Знаеш како се држат меѓу себе. Само импринтот треба да го дадеш на едно со друго. А и секогаш да знаат дека нет мајка и татко имаат добар другар, кому можат да му кажат се. Они не ви кажуваат. Зошто? Затоа што кој сте бе вие да забранувате? Памтите што сте правеле на своите родители? Не. Визот те перуе малце. Затоа што, да бе, супер бев ја, што нишо со моите родители, од кај знаеш ти?
Дали не се секирале кога 15 дена те нема. Ама такво беше времето, седни 15 дена, никој не се секираше. Откај знаеш дали мајка ти и татко ти не се секирале 15 дена дур си харал по Јадран. А па ако не се секирале, тогаш имаме следствено проблем зошто општеството ни е вакво какво што ни е. И нема да дојде ресет. Ресет нема да постои. Постои прилагодување на дадената ситуација, дали е TikTok, дали е ова, дали е она. Таа забрана нема да дојде. Што и да зборите. Деќе ако не е TikTok, на Instagram, на Facebook, на Twitter, на разноразни платформи мал милионе. Како да ги воспитуваш децата? Сите бараат рецепт. Ја велам без забрани. Што сака нека прави, ама да биде, да знаеш. И он да знае дека ти знаеш. Сакам 5 хамбургера од Макдоналдс. Мене ми се случуваше. Ми се темнеше. И ги оставав да јадат колку сакаат. Денеска моите деца, не заради моето воспитание. Немам ја ловорики. Може би сопругата, секако. Не им браневме ништо. Тоа беше нејзина идеја. Сака цела торта да изеди ја. Дур не му се слоши. Ке му кажеме немој ово, она, не, терај. Еден хамбургер 5, 10, 100 пати, секој втор ден и така натаму. Денеска, они се занимаваат со спорт. Зошто? Зошто и со здрава храна? Моја куќа, абе у овој момент, еве вака се ежам, ми се јаде некој саламче, а ја ослабен сум вака, така и што ти да ми се јаде некој саламче, мајонез. Нема ништо у куќа, никој не купува. Зашто? Затоа што го изживеале, го надживеале. Знаете, деца кога си играат, дајте им пиштоли да си играат. Пињао. Дали знаете дека сите деца убици или возрастни убици се луѓе кои немале детство, кои не се изнеиграле? За било што. Знаете ли дека таа потајна желба на забрана ќе му направи утре, например, му брани шекер. Тој има потенцијал утре на хероин да иде. Зошто? Затоа што хероин и кокаин делуваат на истите центри на мозокот како што делува и шекерот. Шекерот не е само храна која ја чувствуваш, не удира у мозок, навлекува. Ама ова на мојот подкаст слабеам, значи постојам. Мојата борба, зошто слабеам? Се симнав од дрога. Ние треба да се симнеме од дрогата на навиката. Нема потешка работа да си на колена и да си играш со детето. Епа, дечки, нема литро ракија секој. Нема најскапата и најдобрата кола. Ке вложуваш нани, девојка, за чување, нонстоп да има некој со него. Да си игра, да го воспитува. Ако е веќе едно дете, или две деца со голема разлика. Ама сакало PlayStation, дај му го PlayStation, ама ќе играш и ти со него. За да абе, ова не е убаво. Ова ти е убаво, вака утепуеме. Добро, ајде, ќе утепуеме. Кога со татко му, он ќе го надмине тоа. Он нема да стане. Нема убиец, нема масовен убиец кој играл игри. По-насилни игри од мене никој не играл. Дали е тоа Doom 2, Doom 3, Quake 1, 2, 3 и 4, Hexen, Heretic. Ова е време без интернет која сум ги играл. А немало ни приказни, ни што, ни како. Луѓе, многу фактори се во игра и сите мислите дека знаете. Знаете што? Ја знам дека сум во право. Што и да кажете е само филозофија, но работа со љубов со деца. Знаеш што? Сетете се, кога си заљубен, што правиш за таа девојка да ја освоиш, да бидеш со неа. Со таков филинг треба да си во се во животот. Да гориш, да копнеш. Едно време страста ќе те носи, ама таа после се преиначува во секој дневница,
давање обврски и таа е многу тешка. Па по деца која ќе дојдат е уште потешка. Но тој наплив на љубов, но не острастена, љубов, за да го направиш правилното. Македонија е единствена земја, Балканите се единствена земја кај што дете која ќе падне прво вика ќути дома не ме кажуј ќе ме утепаат од ќотек. Какви ликови бе ние создаваме со ова? Ние имаме општество каде што децата наши слушаат дека власта не дели бесплатни пакетчиња за да им покаже, не знам, деца соберете се 100.000 пакетчиња за 100.000 деца првооделенци, да знаете дека Македонија ве сака, државата ве сака. Не, ние поклонуваме за огромни пари за лубриканти. Не дека не заслужуваат. Треба, ама од тоа помпа не се прави. Кој ти е утре работникот? Кој придонесува? Кој плаќа данок? На тие работи. И на крајот на краиштата, додека вие се занимавате, дека ќе судите, тужите, јапсите некого заради крадење пари, а заборавате што им направивме на децата за време на карантинот, а заборавивте? Па намерно не го зборам. Затоа што мислите дека се беше во ред, ништо не беше во ред. Мислите, ама децата беа добри, не беа добри. Не бевте вие добри. Затоа што слушаа и гледаа што се случува и небулози, и тоа остава траума. Поствоени трауми. И допрва ние ќе гледаме. Може би не вакви масакри, но ќе гледаме изгубени души, генерација која ќе има сериозни ментални проблеми. Згорана се Министерство за образование. Каква мизерна дупка. Како можевме вакво министерство да го плукнеме, никој да не го раководи, ништо да не се раководи, никаква сметка да не се води за децата. Што мислите, дојавите за бомби, туку така ќе поминат, ништо не им беше на децата? Знаете зошто така зборите? Затоа што така ви е полесно. Затоа што е многу тешко да слушаш, да се посветиш, затоа што сакаш време за себе, за твојата ракија, кафе, цигара, серија, дружење и така натаму. Не, од све ќе се откажеш. Животот ќе ти биде мизерија, но ќе го пружиш на оној на кој заслужува, треба и му треба. Разбирам дека ви е тешко затоа што и немате пример. Имаме власт која е тотално изгубена во времето и просторот, освен за крадење. Освен за крадење. Не знам што да направат. Ја сакам да им се налутам. Ја трибунал би направил меѓународен за злосторство против човештвото, за Министерството за здравство и Министерството за образование. Одма би го направил тој трибунал. Јавно судење. Јавно судење. Злосторство против човештвото. Знаете што ќе биде трагедијата? Што толку им сечал. Затоа што единствено што добро знаате, тендерчиња, мендерчиња. Луѓе бе 5 милиарди. Бе 5 милиарди. Не можеш да ги видиш каде се. Јас сум од генерација X, таа до мене беше бумерска генерација, после дојдоа милениумците, а ова ќе биде страшно. Ми се чини дека не очекува господарот на мувите. Слушај ваму.